Добар ден на сите, почитувани присутни. ВМРО ДПМНЕ, врз основа на досегашните принципиелни ставови и водејќи се од позициите за заштита и промоција на граѓанските, државните и националните интереси и реализација на евроатлантските интеграции на Република Македонија, а како начин за надминување на политичките предизвици што се во корелација со СДСМ и во насока на овозможување на решение на истите предизвици, во текот на вчерашниот ден, официјално и јавно предложи утврдување на нов рок за доставување на листите за кандидати за советници и листите за кандидат за градоначалник, кој би траел до 3.3.2013 година, недела до 24 часот. Согласно овој предлог, во овој рок, сите политички партии ќе може да ги достават листите, а можноста би се однесувала само за овие локални избори. Од тука, водејќи се од споменатите принципи и концентрирајќи се и действувајќи во насока на овозможување и обезбедување на правна и законска форма на самиот предлог, информираме дека владата на Република Македонија на денешната седница по итна постапка усвои предлог закон за измени и дополнување на изборниот законник, со кој што измени се определува нов, дополнителен рок за поднесување на листи на кандидати за членови на Совет, односно листа на кандидат за градоначалник за локалните избори што ќе се одржат на 24 март до 3 март, недела, заклучно со 0 часот. Предлог законот за измени и дополнување на изборниот законник кој владата веќе го усвои по итна постапка, исто така по итна постапка е испратен до Собранието на Република Македонија, каде што треба да се одлучува по него. Нашиот предлог сега има законска форма, а по усвојувањето од Собранието ќе има и законска сила, односно ќе стане законска можност и ќе стапи на сила веднаш. После повеќето иницијативи и предлози за надминување на политичкиот предизвик и после пакетот на мерки кои го предложи премиерот Никола Груевски на 12.2.2013 година и после вчерашниот предлог, денешното усвојување од страна на владата на измените на изборниот законник и итното испраќање во Собранието на истите законски измени за прифаќање, покажуваме конкретен чин кој значи соодветен, законски и прецизен модел за надминување на предизвиците и обезбедување на потполна заштита и промоција на граѓанските, државните и националните интереси и реализација на нашата европска интеграција. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бараше 7 дена во кои тие би можеле да ги достават своите кандидатски листи за советници и кандидатските листи за градоначалник. Тоа во официјална изјава подпредседателот на СДСМ Зоран Заев јавно го истакна и ние тој рок им го овозможуваме и тоа со закон. Ние цениме дека високо значење и позитивни резултати би имало и доколку пратениците на СДСМ денеска дојдат во Собранието и заедно со пратениците од владеачкото мнозинство заеднички ги усвојат предложените законски измени со кои се даваат 7 дополнителни дена за поднесување на кандидатски листи за учество на локалните избори на 24 март. Тие имаат право да дојдат или да не дојдат, а пратениците од владеачкото мнозинство овој закон ќе го донесат и овој дополнителен рок од 7 дена ќе има законска сила, за да може сите политички партии, потенцирајќи го СДСМ, да достават кандидатски листи за советници и градоначалници. Ние сме убедени дека овој наш потек е длабоко исправен, позитивен и конструктивен чин, кој е базиран на нашата искрена волја за надминување на предизвиците и промоција на граѓанските, државните и национални интереси, чин со кој се отвара можност СДСМ да влезе во нормалните политички процеси во Република Македонија на еден легитимен и разумен начин и да овозможи продолжување на интеграцијските процеси на Република Македонија во евроатлантските структури. Тоа е можност која е законски базирана и која е отворена за искористување пред очиглед на целата јавност и пред граѓаните на Република Македонија. Со оваа можност никој не губи. Со оваа можност сите добиваат, а најмногу добива Република Македонија.